Еве што ќе гледате во денешниот дневник на ТВМ. Со свечена академија, Хидробиолошкиот завод Охрид одбележа 90 години од основањето. Запленети околу 35 килограми марихуана на патот Битола-Прилеп. Бавно тече дигитализацијата на институциите, а не достигаат и програмери и информатичари. Охридска визита на Виз Билјана по 13 пат. Национален ден на жалост во Португалија по вчерашната несреќа со жичницата во Лисабон. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро, ветровито и посвежо време. Во петок во западна и северозападна Европа под влијание на циклонска активност ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици проследено со засилен ветер. Фронталниот систем се придвижува кон централна Европа, каде се очекуваат поројни дождови и услови за појава на невреме. Силен ветер и повремени врнежи се очекуваат и во северна Европа. Во источна Европа, како и на Пиринејскиот и најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува претежно сончево и топло време. Во поголем дел од Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево, ветровито и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во северните и локално во централните предели нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 26 до 33 степени. Во Македонија во петок посвежо утро со благо опаѓање на утринските температури, кои што ќе се движат во интервал од 9 до 19 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево време, ќе дува слаб североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во петок ќе преовладува сончево и топло време. Утринската температура од 13 степени, додека пак максималната дневна температура утре ќе достигне до 27 степени. Во Охрид во сабота по свежото утро со температура од 11 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време со максимални 28 степени. Во недела и понеделник ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 14 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 28 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој.
повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Хидробиолошки завод Охрид денес со свечена академија ја одбележа 90 годишнината од основањето. Заводот представува најстара научно-истражувачка установа од областа на лимнологијата во земјава. Со свечена академија која се одржа во Катедралната црква Света Софија, Хидробиолошкиот завод Охрид одбележа импозантен јубилеј, 90 години од основањето. Тоа е еден од првите 4 научни институции во Македонија, основан во далечната 1935 година од професорот доктор Синиша Станковиќ, а во 1951 година до тогашната хидробиолошка станица прераснува во завод, продолжувајќи ја својата научна дејност како институција од стратешко значење за државата. Од тие први денови па се до денес, заводот ја изгради својата мисија – истражување, заштита и одржливо управување со езерата и водните ресурси. Од историски важните научни резултати и достигнувања може да се споменат следните: истражување на езерската термика, феноменот на мешање на езерските водени маси, батиметриски мерења,
обилни микробиолошки, флористичко-вегетацијски истражувања и детално документирање на фауната на Охридското езеро. Резултатите од овие истражувања ја потврдија квалификацијата на Охридското езеро како едно од најголемите природни споменици во Европа и неговата уникатност го постави на листата на светско природно наследство. Да не заборавиме, благодарение на долгогодишното следење на состојбата на Охридското езеро и квалитетот на водата, во 1971 година Хидробиолошки завод го поднесува предлогот за изградба на колектор, со кој езерото беше заштитено од загадување со отпадни води. Министерството за образование и наука оваа година на Хидробиолошкиот завод му додели финансиски средства како поддршка за научно-истражувачки проекти. Во рамки на проектното финансирање што оваа година повторно беше активирано, Министерството за образование и наука додели средства во износ од 3 милиони денари за продолжување на истражувањето на Охридското езеро и јас во името на Министерството за образование и наука ви посакувам успешна реализација на проектот. Хидробиолошкиот завод е темел на научното проучување на Охридското езеро, нашето непроценливо богатство, рече градоначалникот Кирил Пецаков. Овој голем јубилеј не е само бројка. Овој јубилеј е сведоштво за едно патување низ времето, исполнето со истражувања, откритија, научни трудови и пожртвувана работа на генерации научници кои својата љубов кон природата ја преточиле во знаење и дело. Хидробиолошкиот завод е темел на научното проучување на Охридското езеро, нашето непроценливо богатство. Од своето основање до денес тој носи мисијата да ја чува неговата уникатна флора и фауна, да објаснува неговата тајна долговечност и да создава мост помеѓу науката и општеството. Во овие 9 децении е вграден трудот на нашите научници, ливната визија и верба дека знаењето е најсилна алатка за зачувување на природата. Дозволете ми да упатам благодарност до сите оние кои го градеа овој центар на знаењето, од првите визионери до денешните истражувачи и вработени. Благодарение на нив, денес со гордост можеме да кажеме дека Охридското езеро не е само наше богатство, туку е дар за целото човештво како светско природно наследство. Овој јубилеј е потсетник дека науката нема крај. Таа е патека што секогаш води кон нови прашања, нови одговори, но и нови предизвици. Затоа денес со интерес се навраќаме на минатото, но уште посвесно гледаме кон иднината, кон новите генерации кои ќе ја продолжат оваа благородна мисија. Хидробиолошкиот завод Охрид се грижи за нашите останати водни ресурси, за двете други природни езера, како и за другите водни површини, а како таков представува првата линија на борба против климатските промени, исчезнувањето на видовите и загадувањето на водите, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова. Не смееме да замишуваме пред горчливата вистина за сенките понекогаш надвиснати над езерото. Неконтролираниот урбанизам, загадувањето, несоодветното управување со отпадните води, смртната опасност која вулата и незиниот попречен, па и оневозможен пат кон Саргасовото море и назад, сечењето на трските и уништувањето на платото. Наш императив, и се радвам претходно чуеното, мора да биде да го сочуваме и одржуваме овој непроценлив животен ресурс. Еден од долгогодишните научници од оваа институција, Трајче Талевски, се осврна на големите успеси и падови кои произлегле поради недостиг на кадар. Тоа може да се случи и денес поради недоволно финансирање од државата. Направено е многу во смисол на наука, пропагирање на Македонија, објавени над 2000 трудови само за Охридското езеро и најважно констатирани околу 220 ендемични видови, од кои најпознатата е охридската пастрмка. За жал, известно време, последниве 10 на 15 години, повторно имаме многу мали вложувања во реставрација на популацијата на охридската пастрмка и, да не речам инцидентно, меѓутоа последниве 15-20 години 3 или 4 пати се вршеше вештачки мрест, а тој број треба да е континуиран, секојдневен, односно секоја година да се
инвестира во одржувањето на овој значаен ендемичен вид. Хидробиолошкиот завод Охрид представува најстара научно-истражувачка установа од областа на лимнологијата во земјава и 9 децении активно придонесува во проучувањето и заштитата на Охридското езеро и природните ресурси, со што се вбројува меѓу најзначајните научни институции во регионов. На настанот беа врачени благодарници и плакети на заслужните за развој на Хидробиолошкиот завод изминатите години. Запленети околу 35 кг марихуана на патот Битола-Прилеп, лишен од слобода Прилепчанец. На 3 септември 2025 година на регионалниот пат Битола-Прилеп, полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција СВР Битола и специјалната антитерористичка единица Тигар од Бирото за јавна безбедност при МВР во рамки на засилените активности во борбата против недозволена трговија со дрога спречиле транспорт на околу 35 кг марихуана. По претходно преземени оперативни мерки кон лицето ИА 36 годишен од Прилеп, кој пред 20 дена завршил со издржување на казна затвор во траење од 3,5 години за сторено кривично дело недозволена трговија со дрога, на регионалниот пат Битола Прилеп сопрено е патничко возило Голф управувано од лицето ИА и при извршен преглед на возилото во багажниот простор пронајдени се 2 торби во кои биле сместени вкупно 35 пакувања со марихуана со вкупна тежина од околу 35 килограми. Марихуаната во утринските часови била пренесена од Република Албанија, а лицето ИА требало да ја транспортира до државната граница со Грција, каде требало да биде предадена за понатамошно пренесување до Турција. ИА е лишен од слобода во полициската станица Битола и по комплетирање на целокупната документација од страна на СВР Битола до основното јавно обвинителство Битола ќе биде поднесена кривична пријава за сторено кривично дело предвидено и казниво по член 215 од Кривичниот законник, информираат од Министерството за внатрешни работи. Спора дигитализација, недостиг на информатичари, покажуваат извештаите на Државниот завод за ревизија. Од Министерството за дигитална трансформација велат се прават напори за забрзување на процесот на дигитализација. Бавно тече дигитализацијата на сите институции, а не достигаат програмери и информатичари, покажуваат извештаите на Државна ревизија. Недоволната промоција и слабата искористеност на услугите се дел од предизвиците со кои се соочува Министерството за дигитална трансформација. Од Министерството велат се прават напори за забрзување на процесот на дигитализација. Впрочем, недоволната популаризација на порталот и неорганизирањето на промотивни кампањи беше една од забелешките од минатата година, од 2024 година, и затоа и со добра организација успеавме да го направиме тоа да го имаме оваа година. Секако остануваат недостатоци во поглед на кадарот, предизвици со бројот на вработени, но со бројка од околу 15 на нови вработени во Министерството, мислам дека уште повеќе ја зголемивме динамиката на дигитализација на услуги. Наредниот период ќе промовираме и нови и мислам дека со овој пакет на активности, следејќи ги активностите кои што и порталот ги нуди, следејќи ги новите трендови, мислам дека ќе имаме успешна реализација и дигитализацијата веќе ќе фати по драматичен чекор. Во Министерството за трансформација по систематизација предвидени се 250 вработувања, но и со постоечките ресурси, министерот вели, постигнуваат резултати. Во минатото порталот за услуги имал 120.000 корисници, денес има 190.000. Бројката на вработени се движи околу 170, плюс дополнително до кои 180 со времено ангажирани лица, така што секако исполнувањето на таа квота од 250 би значило целосна активност и полна динамика на Министерството, но и со овие ресурси кои што ги имаме, мислам дека постигнуваме значителни резултати споредно со тоа што се случуваше во минатото. Јас често кажувам, при моето доаѓање во Министерството ние имавме околу 120.000 корисници на порталот, денес имаме околу 190.000 корисници, што е сериозна бројка. Ако сме имале 1000 трансакции месечно до 2024, денеска вчера баш го проверив податокот, 9100 трансакции последниот месец, така што покажува една зголемена динамика, но секако инженери се секаде потребни во приватниот сектор, па секако и во државните институции. Министерството за дигитална трансформација започна процес на целосен редизајн и модернизација на националниот електронски систем за управување со документи, со цел воспоставување на стабилен, безбеден и целосно интегриран систем за граѓаните и институциите. Охридска визита на вокално-инструменталниот состав Билјана по 13 пат.
Утре, 5 септември, ќе се одржи традиционалниот годишен концерт на вокално-инструменталниот состав Билјана. Охридска визита во предворието на црквата Богородица Периплевта во Охрид со почеток во 20 часот. Оваа година по 13 пат ќе уживаме заедно во звуците на староградската песна. Гости на вокално-инструменталниот состав Билјана оваа година се Емилија Колоска и Стефан Петрески. Билетите за овој настан се во ограничен број, по цена од 300 денари и може да ги резервирате на телефонскиот број 076 212 680, а ќе можете да ги подигнете на самиот влез 1 час пред почетокот на концертот, информираат од вокално-инструменталниот состав Билјана. Вице-премиерот и министерот за транспорт Александар Николовски на вечерашната пресконференција покрај веста за новите 5 авионски линии, 3 од Охридскиот и 2 од Скопскиот аеродром, најави уште 2 нови вести. Визар ќе донесе на Скопскиот аеродром 6 авиони кои што ќе бидат постојано присутни на аеродромот. Досега имаше 4, се качува на 6, ќе оди на 7 и на 8. И многу значајно, прават замена од постојните Airbus A320 на нови Airbus A321 NEO, кои што се најмодерните аеродроми во момент, авиони во моментот во светот. Тоа се авиони кои што најмалку се загадуваат и кои што прават најмалку бучава и кои што се далеко поголеми од A320. A320 е со 180 седишта, овие се со 239 седишта, што ќе значи некаде околу 50% изголемување на капацитетот веќе од следната година, и следната година Визер ќе понуди 3.300.000 седишта за Македонија, што можете да знаете, само замислите што ќе значи за туризмот и воопшто за економијата во Македонија. И третата добра вест, во моментов 200 македонци, 200 луѓе од Македонија работат во Визер и таа бројка планираме да ја зголемуваме во следниот период за најмалку уште 100. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.